Меѓутоа, ние имаме одисеја со една комисија за правосуден испит. Мора да извлечеме едно искуство и да не забораваме дека членовите на комисијата сепак министерот ги определува. Секогаш, каде што јас тоа го нарекувам, има министериализација, не се тоа совршени суштества, постои опасност од политизација и партизација. Па кога ќе се гледаат дипломите и исполнувањето на условите, да не се види се што е потребно и да се савсеме еден партиско-политички кооперативен однос. Најголемата болка, господине, на оваа држава е тоа што се соочуваме со епидемија на погрешни луѓе на највисоки места. И од тоа нема спас. Бидејќи тие луѓе и да сакаат, не можат да согледаат дека грешат. Јасно ли ви е? Тие не одат надвор, бидејќи надвор никој нема да ги прими. Ама овде е мека за просечни и подпросечни, ама партиски и политички определени. Ако конкурсот го замени зборот на министерот во било кое тело, ако јавно видиме ние дека се јавиле за членови на комисијата тие и тие со такви и такви биографии, со такви и такви дипломи и искуства, контролата ќе биде поголема и ќе се редуцира просторот за арбитрерност. Затоа јас зборувам вака. Зошто најдобрите студенти, албанци, македонци, турци, роми и власи, одат надвор, уби бене и би патрија, ама овде некој што ви е близок, ке ви овозможи членство во разни тела. Затоа јас постојано велам, зошто ги намалуваме, ги редуцираме критериумите наместо да ги заоструваме? Патот кон ЕУ води со фаќање чекор со ЕУ. Да сториме се за најдобрите да останат или да бидеме во контакт со нив или да ги вратиме. Иначе ни нема спас, ве уверувам. Бидејќи луѓето мислат дека ако седнат во една комисија со благослов на министерот, дека стануваат паметни и учени. Или ништо не прават тамо, или гласаат така како што и ке им кажат, а нам ни требаат критички настроени луѓе. Затоа јас го афирмирам ова, зашто само знаењето може нас да не извади. Луѓе кои знаат нема да бидат послушни. Луѓе кои знаат ќе бидат одважни и ќе бидат критични. И вие, министрите, замениците министри, и сите ние, немаме корист од поданици, од обожаватели, туку само од критичари. Затоа е потребна јавност, построги критериуми и се да може да се провери. Затоа се порталите. Кликнете на било кое министерство надвор или комисија, ќе видите одма се за секого. Ама извинете, јас ги чувам CV-јата на многу луѓе овде и немам коментар. Значи, затоа така зборував, а не за да бидам само критички настроена.